Почитувани, добро дојдовте. Ова е Визави на програмата на ТВ Канал ВИС. Како што и најавивме, темата на денешната емисија е култура, односно како живее културата изминатите десетина месеци во време на пандемија со COVID-19. На оваа тема зборуваме со луѓето ангажирани во културата, поточно со Јасмина Пијанманова од Здруженијето за култура Транзен. Јасмина, ти благодарам за прифатената покана да зборуваме на оваа исклучително важна тема, која што претпоставувам дека недоволно е третирана во изминативе месеци покрај сите оние здравствени предизвици кои што ги имаше. Па те молам да ни споделиш ваши искуства. Како функционирате во време на пандемија? Значи, културата како сектор во Македонија и кога не беше пандемија, значи, можам да кажам дека дишеше на шкрги, поточно независната културна сцена, поради малиот број на донации кои што ги добивавме од страна на донаторите, бидејќи културата од секогаш била ставена на страна. Но се трудевме, нели, низ текот на годините се трудевме што повеќе да придонесеме во развојот на културата на локално и на национално ниво, но за време на пандемијата уште повеќе, значи, се отежна работите на функционирањето на независната сцена, посебно на граѓанскиот сектор, но не само, нели, кај нас, туку и самите институции, значи, беа затворени и се уште се затворени или работат со помал капацитет. Бидејќи, нели, сме здружение и не располагаме ни со своји простори, секогаш мораме, нели, да трагаме по простор каде да ги оствариме своите активности. Сега наидовме на некаков вид на блокада, но тоа не се случува само кај нас во Струмица. Тоа е еден светски феномен кој што го зафати пандемијата. Се прават милион конференции. Еве, на 1 декември имаме една конференција каде што се пријавив за што како да се продолжи во време на пандемија или по пандемијата за реинституционализација на самите институции или ревитализација на институциите по поминувањето на процесот на пандемија, нели, на оваа пандемија. Бидејќи, замислете, една институција да не работи една година, таа е и заборавена од самите посетители. Значи, ќе морате пак да се ангажирате повторно да се ангажирате да правите менеджмент во привлекување на публика. Значи, тоа е во делот на институциите, но истото се работи и за граѓанскиот сектор. Значи, граѓанскиот сектор се труди да создаде своја публика, да има своји следбеници, да го одржи континуитетот на културни настани, на самоодржливост на културните настани. И замислете во оваа време колку е тоа тешко, нели, сето да се одржи. Пандемиските услови не беа пречка да се реализираат некои од настаните кои што беа предвидени за оваа година. Така успеавте да го направите, би се рекло, и првиот настан во Струмица после завршувањето на тој подолг карантински период. И отворањето на културните настани се случи изложбата Автопортрет во самоизолација. Беше ли тешко да се функционира, да се организира еден ваков настан во вакви услови? Па да, оваа изложба се случи по завршувањето на карантинот, месечини. И ни беше поддржана од Министерството за култура. Насловот не ни беше даден, значи на самата изложба. Се работеше за групна изложба и поддршка на млади уметници кои што творат во своите ателиеа. Се работеше за несовршен простор. Веќе 3-4 години во континуитет ја имаме оваа изложба, групна изложба со овој наслов, каде што доделуваме и награди, значи на уметник. И едноставно по завршувањето на пред нели да започне карантинот или во самиот карантин беше, значи ни се даде насловот на самата тематска изложба дека ќе биде портретот автопортрет во изолација.
И пристигна, значи, неколку дела. Моравме исто така да го направиме во алтернативен простор и тоа беше во кафе бар на горе. Бидејќи институциите во тоа време и беа затворени, скроз не работеа. И така што ја оддржавме изложбата, беше спроведена со посебни протоколи, значи мора сите да носат маски, значи одредена група на луѓе, примавме по десетина луѓе, па си одеа, па други доаѓаа, така што мораме во ова време секогаш да внимаваме и на протоколите кои што се пропишени од самата комисија за заразни болести. И мора да внимаваме на нив, бидејќи нашите настани се поврзани со публика, посебно културните настани, и мора секогаш да внимаваме повеќе луѓе, да не бидат во затворен простор, подложени во затворен простор. Траунзен станува препознатлив по тоа што остава печат со бои во градот, односно поставување на втор мурал од вашето здружение, овој пат на булеварот Гоце Делчев, дело на уметникот Владимир Илиевски. Колку е важно да ја имаме уметноста достапна на ваков начин? Па ние во самата мисија на здружението ни е да помагаме уметници, творци и културни работници кои се надвор од институциите, значи се трудиме тоа да го правиме и секогаш наоѓаме вакви творци. Владимир Илиевски, меѓу другото, беше и победник на оваа изложба, на тематската изложба за несовршен простор, автопортретот во изолација, и така ни се наметна како да биде учесник во дел од проектот за децентрализација на културата, кој што е област во рамките на проектот Civica Mobilitas, подржан од Швајцарската агенција за развој и соработка за поддршка на граѓанското општество. Меѓу другото, спремаме и други активности во овој дел. Значи, битно е, многу се битни овие индивидуални активности и поддршката на индивидуалните уметници, кои што, бидејќи сликарството е еден вид индивидуална уметност. И им е битна оваа поддршка, и морам да кажам дека за разубавувањето на градот, ваквите мурали се многу битни и се добредојдени, бидејќи дават една друга димензија. Значи, Струмица преку сите мурали кои што ги има направено, каде што и таа била самата донатор на некои од муралите, значи покажува дека станува урбано место за живење. Значи, многу се битни овие, муралот е нешто друго од уличната уметност, и тоа го разликува, значи, во давањето на една друга димензија. Уметничка вредност сепак има, за разлика од уличната уметност, кој што во европските држави е многу развиена таа улична уметност, насекаде по такви напуштени објекти или во некои делови каде што знам дека во Торино или во некој град во Италија беше цела една населба на социјални станови е исцртана со вакви некои мурали или улична уметност, и станува атракција за самите туристи. Значи, гледате колку Европа вложува духот и на луѓето, но и на самиот град. Значи, станува атрактивен самото место, самата населба станува атрактивна, и гледате колку Европа дава значење на таквото разубавување во градот. Тоа е исто како хортикултурно уредување во градот, кој што го прави комуналец и градско зеленило. Значи, мора да се внимава на тие работи. Тука морам да истакнам и голема благодарност до Комерцијална банка, која што ни го отстапи ѕидот, бидејќи станува збор за приватна зграда. И им се заблагодаруваме за тоа, и тие го видува тоа како еден добар чин и добар гест, дека се работи за убава работа. Многу од настаните кои што се случуваа оваа година беа видоизменети токму поради COVID-19. Така, наместо концертот на струмичкиот бенд Дактили да биде во општина Босилово, како што планиравте, мораше да се пренесе во Струмица. Кои беа причините за тоа?
Значи, во програмата нели на Цивика Мобилитест, институционалниот грант во областа нели на децентрализација на културата, ние имаме напишано дека сакаме да се обидеме да децентрализираме културата и да не се случуваат сите настани во поголемите градови. Значи, ние не сакаме се да се случува во Струмица. Сакаме да направиме некои настани да ги премостиме, па публиката од Струмица да доаѓа и во другите места и другите општини. За жал, може би и наш пропуст во овој дел, не помисливме дека треба навремено да имаме одобрение од Комисијата за заразни болести, иако сите протоколи ќе беа почитувани, но самиот градоначалник нели сакаше да му се обезбеди формално и таквата дозвола. Ние се обидовме и разговаравме со Министерството за здравство, но таа комисија не се среќава, не се состанува секој ден, туку повремено, и немавме време а настанот веќе беше закажан. Така што општина Струмица не излезе во пресред и настанот беше реализиран во амфитеатрот на Струмица со дистанца од 2 метри, со маски, со дезинфекција и така натаму. И баш, како што спомна и ти, беше организиран концертот токму во време кога мислевме дека пандемијата е завршена и дека се намалува бројот и се обидувавме да воспоставиме нормален живот. И го направивме овој концерт и луѓето беа пресрекни. Значи, за момент заборава и дека треба да ги носат своите маски и дека треба да држат дистанца. Значи, замислете колку тоа веќе им фали на луѓето. Значи, ова пандемија не прави како некој вид на роботи, значи без емоции, значи на 2 метри да стоиме, да разговараме. Концертот баш ја направи атмосферата дека на луѓето им треба, значи, таа близина. Сакавме да актили се исто така една група, урбана, да кажам, група која што прави своја авторска музика и едноставно и во самите проекти ни се такви да даваме подршка на млади творци, на млади уметници кои што нели се надвор од институциите и кои што нели немаат своји месечни примања, стални месечни, постојани месечни примања, и на тој начин сакаме нели да им дадеме еден вид подршка, дека некој стои зад нив и дека некој ги поддржува и ги следи. И сам Неколку пати истакнувате дека поддршката на Сдруженијето Транзен е генерално за независната сцена на уметниците кои што творат надвор од културните институции. Зошто е важен развојот на независната сцена? Можеме ли да кажеме во неколку точки кои се предизвиците и како можеме да ја развиваме? Значи, што е потребно на независната сцена? Независната сцена е, како што реков и на почетокот, се соочува со многу проблеми. Значи, потребен ни е простор за работа. Ние имаме една мала канцеларија која што е само административна, значи како здружение, но замислете да има простор сите овие млади, да ги наречам дечки, творци, културни работници, да се собираат секојдневно. Ние имаме институции, да го спомнам, Домот за култура, кој што е габаритен по простор, а кој што нема простор каде да ги собира, има простор каде да ги собира луѓето, ваквите уметници, но едноставно не знам од која причина не е отворена. Значи, битно институциите од културата кои што делуваат на државно ниво и кои што се под капата на Министерството веќе полека да се отвараат за независната сцена. Значи, тоа е едно од најбитните фактори ако сакаме да ги задржиме младите овде, да имаме квалитетни продукти и што повеќе нели да јакне оваа сцена. Значи, институциите морат да почнат да соработуваат со независниот сектор. Значи, заеднички да аплицираме со заеднички проекти пред странски донатори, пред други донатори,
интерсекторски да се поврзуваме не само со институциите, туку и со бизнес секторот. Мислете кога овие три сектори би настапиле заедно, бизнес секторот, граѓанскиот сектор и самите институции од културата, институционалниот да го наречем сектор. Значи колку повеќе ќе има и на значење, колку повеќе ќе се внесе во самиот проект, во креирањето на самиот проект и колку повеќе ќе звучи сериозно пред самиот донатор. Со последната представа Каин имавте пример на соработка со бизнес секторот, односно поддршка од бизнес заедницата при реализација на проектите. Беше ли тешко да се воспостави соработка со вакви компании? Да, морам да се заблагодарам на Ројал Парк кој што го даде овој простор, но сега го искористивме овој момент на пандемија каде што и самите ресторанти, и самите не може да организираат настани. Значи овој јас го искористивме, да кажеме, на периодот е таков, и ни го дадоа без проблем луѓето просторот. Иако морам да кажам дека бизнес секторот и нема баш многу слух за да дава да донира средства во културата и мора и тоа да се работи на тоа, значи да се работи на спонзорството, да се работи на меценатството во културата, бидејќи е многу значајно тие како бизнисмени да најдат партнери во културата. Бидејќи преку културните настани тие и самите ќе се рекламираат, ќе добиваат некои други бенефити кои што не можат преку било која друга реклама да ги добијат. Тоа во Европа многу добро функционира. Се надевам дека и овде ќе најдеме и веќе наоѓаме партнери во бизнес секторот. Иако мора да се поработи на законот за спонзорство и донации при Министерството за култура, преку законот за култура, сакам да кажам, да имат некои бенефити во однос на ослободување од даноци и така натаму. Значи тоа мора да се поработи во тој контекст. Независната сцена е генерално поддржана од донатори. Дали тие имаат разбирање за спроведувањето, за посебните услови под кои што се реализираат проектите во овој период? Да, донаторите имаат разбирање, значи доколку се следат сите протоколи, доколку се запазени сите работи кои што се во контекст на заштита на самите луѓе и не ширење на оваа инфекција, значи тие имаат слух во однос на реализацијата на самите активности. Ние наброевме неколку проекти кои што можам да кажам ги спроведовме во текот на оваа година во време на пандемија. Значи сме плодни со работа, не сме престанали и понатаму ќе се трудиме да ги реализираме нашите програмски активности според нашите зададени цели на Сдруженијето и нашата мисија. Се надевам дека ќе има повеќе средства и донации не само од странските донатори, туку и од локалните власти и од самата држава за ајде да не кажам, имаше некои донации за време на пандемијата, некои настани овоно, но сега да биде за настани пост-ковид пандемија, за ревитализација на секторот и како повторно да застане на нозе, бидејќи многу од граѓанските здруженија во овој период престанаа со своите активности. Едноставно не може да најдат ни средства, ни начин како да ги реализираат своите активности. Многу од уметниците се сочија и не само со недостиг од творештво и со презентирање на нивното творештво, туку и со недостаток на финансиски средства. Иако Министерството за култура мислам дека во 2 наврати, но само на слободните уметници, сега ќе има уште една мерка за уметниците, им даде по 2 минимални плати и сега по 6.000 денари, но тоа не
не е доволно, значи, за да обстане еден уметник. Значи, уметникот не обстанува само преку финансиската нишка, туку обстанува и преку неговото творишто и презентирање во јавноста. Замислете кога еден сликар не би ги покажал своите слики или еден, не знам, поет не би излегол да ја презентира својата збирка или не знам, или театарските работници не би направиле ни една представа во текот на годината. Значи, они со тоа живеат, а ние граѓаните, нели, сакаме да ги гледаме нивните дела за и ние да сме како консументи да се храниме духовно преку нивните дела. Бидејќи ако сте љубители на уметноста, јас себе да кажам, не сум ни творец, но сум менаџер во културата и знам како да напишам проект, знам како да ги донесам средствата и сум желна да видам културен продукт, бидејќи јас не знам да го направам, но кога ќе го видам од друг како го направил и со самото тоа што на некој му давате подршка, значи вие на овој начин се храните и ги задоволувате своите културни потреби. Така што се надевам дека пандемијата набрзо ќе заврши и ќе се врати животот во нормала и културата ќе тече во нормала, бидејќи не можеме да не идеме на затворени врати. Културата најмногу пострада во овој период. Не само во Струмица, не само во нашиот град и во нашата држава во Македонија, туку на светско ниво пострада. Замислете вие музеи како Мама и како, не знам, Рийск музеум во Холандија, значи тие се со затворени врати. Едноставно, за прв пат во историјата се затворија вратите на вакви светски музеи кои што ги чуваат светските дела. Да, па имавме виртуелни прошетки, но не е исто. Значи, физичкиот контакт со делото, да, бидејќи уметноста е емоција, значи кога ќе го видите делото во живо, значи кај вас побудува некои емоции, не е исто виртуелно да го погледнете делото и да ги почувствувате мирисите на боите на просторот. Така. Ви благодарам за разговорот, се надевам дека ќе имаме можности понатаму да зборуваме и за тоа како ќе се развива културата во пост-ковид периодот. Ви благодарам.